Почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на емисијата во ординација и оваа година 2021 ја започуваме со COVID-19. Каква е состојбата во Струмичката болница? Докаде е модуларната болница и кога се очекува хируршко оделение конечно да се ослободи за да добие пренамена? Во продолжение предлагам да го слушнеме разговорот кој што оваа година за прв пат го направивме со директорот на ЈЗУ Општа болница Струмица, доктор Наке Гогов. Очигледно е дека превршуваат активностите околу модуларната болница во кругот на Струмичката болница. До каде се стигнати активностите и кога најдоцна може да се очекува истиот да профункционира? Монтирањето на модуларната болница е завршена, меѓутоа натрешното опремување сега треба да започне, тоа што уште има малку работа околу инсталациите. Тоа ќе биде завршено во најскоро време и ќе гледаме во најкраток период да ја пуштиме во употреба модуларната болница. Тоа што е простор кој што е наменет за пациенти болни од COVID-19 и ќе бидат условите подобри во однос на другите услови кои што се лекуваат сега пациентите. Така, еве, сведоци сме од последните резултати кои што излегуваат, дека бројката полека ни опаѓа, а и бројот на лица кои што се хоспитализирани во Струмичката болница и кои што се лекуваат на дневна болница полека опаѓа. Што ќе се случи со модуларната болница доколку овој тренд на пад на бројката продолжи? Трендот на пациенти кои што се јавуваат за преглед од корона вирусот заболени се намалува. Тоа е евидентно и амбулантски и болничко лекување. Меѓутоа се уште не треба да се попуштиме толку, да не ги почитуваме препораките на комисијата, затоа што сепак тоа е вирус кој што некој непредвидлив во однос на клиничката слика и мислам дека се уште треба да видиме мобилни, да ги почитуваме правилата, да носиме маски, да држиме расстојание и да одржиме хигиена, лична хигиена. Во колку се намали бројот на пациенти, како што оди трендот на намалување на бројот на пациенти, модуларната болница ќе биде пуштена, меѓутоа тие што ќе треба да се лекуваат остатокот од пациенти кои што се во се помал број, ќе бидат во подобри услови кои што се правени по светски стандарди, по една соба, по еден кревет, два, и мислам дека сите услови ќе бидат задоволени за едно по-нормално лекување на пациентите во ковид центар. Тоа се услови кај што ќе имат простор и персоналот и пациентите да бидат по-релаксирани, по-ослободени, како за хигиена и за лекување, така и за однесувањето на персоналот и пациентите. Ново си е ново, сепак. Така, напливот на пациенти кога беше, моравте да се реорганизирате, па хируршка амбуланта ја направивте и ковид центар, каде што пациентите доаѓаат на дневна основа да се лекуваат. Претпоставувам дека ќе ги префрлите овие активности во новата болница, што со просторот кој што ќе се ослободи бидејќи веќе хирургија е префрлена. Пациенти кои се лекуваат како ковид центар во хируршките амбуланти, кои што го адаптиравме за лекување на пациенти со COVID-19, ќе бидат сместени во модуларните оддел на инфективно оделение, а просторот таму на хируршките амбуланти ќе биде пренаменет за амбуланти од другите оделенија, како што е неврологија, психијатрија и другите оделенија кои што имат потреба интерно, кои што имат потреба од простор за амбуланско лекување, амбулански преглед на пациентите. Така, претпоставам дека веќе се реорганизирате, кога веќе неврологија ќе слегнете во болницата, што е со оделението? Ако успееме да бидеме готови околу пуштањето на новиот крак, хируршкото оделение ќе биде пренаменето во невролошко оделение, а психијатриско оделение ќе биде сместено во родилните простори на акушерско оделение, кај што се влегува посебна брата за влегување. Тоа ќе биде пренаменето за психијатриските пациенти. Оделение за психијатрија. И нормална болница ќе бидат, амбуланти ќе бидат тука доле.
Што е со просториите кои што ќе останат, претпоставувам, празни? Мислите, поделението кај што се неврологија и психијатрија? Да. Тоа ќе биде преотстапено на општина Струмица. Они нека водат сметка за просторот таму, како ќе го понатаму менаџират, дали нешто друго ќе се работи, ќе се пренаменува и тоа е веќе работа на општината. Ви благодарам. Ние немаме. И сакам да кажем дека ние сега стапиме во контакт, мислам, ни се јави од Министерството да обезбедиме простор за магнетна резонанца. Затоа бараме простор тука кај би бил најпогоден простор да ги задоволува условите кај што ќе биде смесена магнетната резонанца. Површината, местото на каде ќе биде смесена магнетната резонанца, да не биде многу до бука, до странични ефекти кои што ќе сметат на самото снимање на магнетната резонанца. Мислам дека ќе бидеме најскоро време, до март месец ќе биде донесена магнетна резонанца кај нас во болница. Нема да одат луѓе, да нема да патуваат за Штип, за Скопје, за магнетна резонанца ќе биде тука. Продолжуваме понатаму со изјавата на министерот Филипче за околу новите ковид центри, за состојбата со ковид позитивните на генерално, односно на ниво на цела држава. Во продолжение изјавата на министерот Филипче. И до сега и до овој момент, односно до пред неколку дена, додека модуларната клиника беше цело време во функција, услугите здравствени на интерните клиники не престанаа. Се спроведува и амбулантските прегледи во амбулантите и редовните хоспитални пациенти се третираа, меѓутоа физички во некои други делови во зградата. Значи на ниту еден пациент не му беше скратено можноста да стигне до соодветна интернистичка здравствена услуга. Ова се направи заради тоа што е попрактичен начин во кој што лекарите и сестрите во рамките на своите јавно-здравствени установи може да пружаат здравствена услуга. На некој начин да не мора физички да ротираат и во модуларната болница, која што мора потенцирам во било кој момент сме спремни да ја активираме. Се надевам дека нема да дојде до таква ситуација, меѓутоа ова е заради тоа што практично е за лекарите и за медицинските сестри. Вчера стигна писмото за најава од страна на ковакс механизмот дека е можно вакцините преку овој механизам да стигнат на крајот на месец јануари или почетокот на месец февруари. Ние вчера ги пративме и аплициравме со сите документи во однос на спремноста, а тоа е на анализа која што ја правевме и евалуација на нашиот систем заедно со Светската здравствена организација и практично веќе аплициравме да бидеме во првата група на земји согласно спремноста на нашиот систем во однос на чувањето на температура на минус 70 степени, дистрибуцијата и практичната апликација преку центрите за јавно здравје, односно здравствени дома и да бидеме првата група на земји кои што би ги примиле вакцините. Дедлајнот за апликација е 18 јануари, тогаш сите земји кои што според евалуацијата на Светска здравствена организација се спремни, може да аплицираат и после останува да видиме кога точно би пристигнала пратката. Според нивното писмо станува збор за Фајзеровата вакцина, а следна која што доаѓа предвид е вакцината на AstraZeneca. По 3 механизми, по 800.000 дози за 400.000 граѓани. Значи вкупно 1.200.000 граѓани, што е близко 60% од населението, толку колку што е сега предвидувањето дека треба да се постигне колективен имунитет и така се предвидувањата и во сите други земји. 833 дози преку ковакс механизмот, 800.000 дози директната спогодба договор со Pfizer и 800.000 дози со кои што веќе аплициравме и добивме поддршка од канцеларијата на Европската делегација кај нас, дека има и финансиска поддршка, грант од Европската Унија од одреден процент од земјите членки на Европската Унија. Да, логично е барањето и ќе го разгледаме на некои од следните состаноци на Комисијата за заразни болести. Ова скратување на времето дополнително, иницијално кога беше донесено минатиот месец, рековме дека ќе биде до 21 јануари, кога практично и завршуваат прославите, верските празници и така натаму. И тогаш веќе по автоматизам се враќаат на работно време до 21 часот, но ќе разгледаме барањето дали би може да се продолжи за уште 2 часа. Што и да важи како
ослободување на мерките секако ќе биде после 21 јануари. Ивермектинот практично ги помина и тие фази на одобрување, одредување според нашите уредби во Министерството за здравство и во Малмет. Јас разговарав со директорот на Агенцијата за лекови Малмет, таму е утврдено дека лекот ќе се издава на рецепт од страна на матични лекари и секако во болнички услови. Студиите укажуваат дека се дава ивермектинот во 3 сценарија, кај ризични групи на работници кои што имаат висок ризик да заболат, втора група луѓе кои што биле во контакт со заболен, потврден контакт и нормално кај луѓе кои што се заболени и кај трите групи на граѓани, односно пациенти, има различни индикации, различно дозирање, затоа е битно да биде давањето апликацијата под контрола на лекар. Јас верувам дека следните 2 недели ќе биде достапен во нашата земја. Во однос на епидемиолошката ситуација би рекол дека е прилично стабилна, значајно се намалува бројот и овие изминати денови на пациенти на кои што е потребна хоспитализација и понатаму е оној тренд на одржување на исклучително мал број на хоспитализирани пациенти во сите болници, не само во Скопје, туку и ширум државата. Верувам дека ќе остане вака, верувам дека овие прекршувања на мерките навистина не беа чести и не беа многу. Гледавме по телевизиите и мислам дека сме во една навистина стабилна, во еден период на стабилна епидемиолошка слика во која што добро се менаџираат и делот на позитивни, симптоматски пациенти на кои што е потребно тестирање. Значајно се олесни и тој дел со тестирање со брзите тестови во сите јавноздравствени установи и во делот на хоспитализација, кај што има сосем доволен број на болнички кревети и сосем доволен број на лекари, медицински сестри за третман на пациентите. Мерките важат за сите, ете и тие колеги излегоа јавно и кажаа дека ќе ги платат казните предвидени со сите тие мерки, протоколи и санкции, што мислам дека е одличен знак, доказ дека практично законите важат за сите. Министер, имаше најава за вработување на специјализанти, отворање на нов конкурс, до каде е таа работа, дали се обезбедени финансиски средства? Да, финансиски средства се обезбедени за цела 2021 година. И тоа ќе биде еден процес кој што ќе потрае подолго време, заради тоа што подолго време, неколку месеци, нема да биде веднаш наеднаш се, заради тоа што станува збор за вработување во сите јавноздравствени установи ширум земјата. Тоа што направивме е проценка колку специјализанти има и од која специјалност, и врз основа на тоа еден предлог план со кој што сега допрва во следната недела ќе имаме состаноци за да го потврдиме и со специјализантите и со директорите на јавноздравствените установи врз основа на потребата. Значи секој да знае каде ќе му биде работното место. Се очекува да бидат? Па јас верувам дека после овие координативни состаноци, после одобрувањето од страна на Министерството, повторното одобрување од страна на Министерството за финансии, пошто е нова буџетска година, а финансиските средства се одобрени, дека на крајот на месец јануари или во февруари ќе започнат и тие постапки. Но, што е битно? Битно е дека имаме јасен план, меѓутоа и прилично отворен, транспарентен однос со специјализантите. Секој да каже желбата, каде сака да работи, меѓутоа и ние да укажеме на потребата. И со еден консензус секој да се го најде работното место. Министре, дали се апдейтираше листава за овие еднократно 6000 денари тие што не ги примале на многу болници? Да. И колкав е бројот што дополнително ќе се направат тие? Сите јавноздравствени установи ги пратија писмата, сега ги разгледуваме овој период со представници на Фондот за здравствено осигурување. А во врска со ковид центрите, овие модуларните болници, се ја дека на другиве градови се во тек изградбата. Како размислите да ги исполните со кадар, додека во Скопје затворена токму за недостаток на кадрот? Не. Станува збор за лекари кои што и сега во тие јавноздравствени установи работат со ковид пациенти. Целта на модуларните болници е да бидат болниците целосно чисти. Значи тука да бидат практично на некој начин инфективни оделенија. Истиот кадар нема да работи физички во болницата, ќе работи веднаш во дворот каде што е инсталирана модуларната болница со опрема која што огромен број од болниците до сега и немале и практично едно целосно изолирано оделение кој што треба по сите правила и протоколи да се користи за сите тие пациенти. Значи не стравуваме за кадарот, јавноздравствените установи имаат свој концепт кој и како ќе работи таму.
Пред малку го слушавме и директорот на болницата Наке Гогов, кога и објавува дека конечно хируршко оделение ќе добие сосема друга пренамена. Имено старата зграда каде што во моментов се наоѓаат и неврологија и психијатрија ќе заминат во историјата, односно ќе се врати во владење на општина Струмица. Што ќе се случува со зградата и каде психијатрија и неврологија ќе завршат и во кој дел на болницата, од прилогот кој што го подготвивме дополнително. Неврологија и психијатрија наскоро ќе бидат преместени во централната зграда на Општа болница Струмица. Поранешната амбулантна хирургија, која во моментов се користи за дневна ковид болница, ќе се пресели во новата модуларна, а на нејзино место ќе дојде невролошката амбуланта. Просторот таму на хируршките амбуланти ќе биде пренаменет за амбуланти од другите оделенија, како што е неврологија, психијатрија и другите оделенија кои што имаат потреба интерно, кои што имаат потреба од простор за амбуланско лекување, амбулански прегледи на пациентите. Овој трансфер не е единствениот кој се планира во Струмичката болница. Имено и психијатрија и невролошкото оделение ќе се преселат, откако хируршкото оделение ќе замене пак во новиот крак. Ко успееме да бидеме готови околу пуштањето на новиот крак, хируршкото оделение ќе биде пренаменето во невролошко оделение, а психијатриско оделение ќе биде сместено во родилните простори на акушерско оделение, кај што се влегува посебна врата за влегување. Тоа ќе биде пренаменето за психијатриските пациенти. Зградата која во моментов ја користат неврологија и психијатрија ќе се врати на општина Струмица, а која ќе биде намената на истата, Гогов нема сознанија. Модуларната ковид болница се очекува во најкраток може рок да биде комплетно завршена до наредниот период и во неа да се третираат новопозитивните на COVID-19. Со тоа ќе се олесни работата на медицинскиот персонал, а и пристапот ќе се поедноставни. Струмичката болница по долги најави ја добива и магнетната резонанса, ќе се скрати и времето, но и пари за многу од пациентите кои што им е навистина потребна. Нема да мораат со месеци да чекаат во клиниките во Скопје, но и на клиниката во Штип, каде што единствено само таму можат да направат магнетна резонанса. Директорот најавуваше дека во најскоро време треба да пристигне и магнетната резонанса, за да најпрво се створат услови за нејзиното сместување, кое што бара посебни услови, изолација и просторно планирање во болницата. Магнетната резонанса наскоро во Струмичката болница. Се прават последните подготовки за сместување на апаратот за кој струмичани по упатот специјалист чекаа со месеци на една од скопските и клиниката во Штип. Од управата на болницата велат дека за функционирање на истиот ќе бидат потребни посебни простори кои бараат и поголема изолација. Се јави од Министерството да обезбедиме простор за магнетна резонанса. За тоа бараме простор тука кај би бил најпогоден простор да ги задоволува условите кај што ќе биде сместена магнетната резонанса. Површината, местото на каде ќе биде сместена магнетната резонанса, да не биде многу до бука, до странични ефекти кои што ќе сметат на самото снимање на магнетната резонанса. Струмичката болница изминатиот период доби и нови ехоапарати и видеосонди за гастроскопија како и колоноскопија, кои од Кувај треба да пристигнат како донација. Мамографот кој е повеќе од потребен на болницата која планира да биде регионален медицински центар, ќе биде уште еден од низата апарати кои ќе олеснат работата на медицинскиот персонал, а пациентите ќе заштедат и на време, ама и на пари. Во продолжение го гледаме прилогот на колегата Ване Трајков, каде што детално ја објаснува сликата за мамографите. Каде и како функционираат во регионот, каква е сликата во Струмичката болница, кога се очекува да пристигне мамографот, но и каква е сликата во Гевгелија. Повеќе од 400 жени ќе бидат опфатени со бесплатни прегледи од карцином на дојка во Гевгелија, Богданци и Дојран во рамките на прекограничниот проект со соседна Грција Информација за здравието, во кој се вклучени и Министерството за здравство. Преку овој проект во Гевгелиската болница набавен е нов мамограф и ехо на дојка
со што во наредниот период термини за превентивни прегледи ќе се реализираат и преку матичните лекари. За почеток ние спекулираме со некоја си бројка од 400 жени кои би биле прегледени, меѓутоа како што оди интересот за целокупната ова ситуација, мислам дека бројката ќе биде многу поголема од предвиденото, но ќе се потрудиме сите оние или бар поголем дел од оние кои што ќе бидат заинтересирани да бидат и воистовремено и прегледани. Нормално дека ќе во наредните неколку месеци, што има поголем интерес, ќе правиме една друга динамика со зголемен број на неделно ниво. И додека во Гевгелија се прават бесплатни прегледи, во Струмица околу една година не функционира мамографот стар 50 на години. Во болницата прегледи се прават исклучиво со ехо на дојка, но радиолозите тврдат дека е потребна нова опрема за добивање јасна слика со ракот на дојка кај женската популација. Директорот на болницата тврди дека во рок од 3 месеци ќе стаса новата опрема. Каде што го подпишеме договорот за донацијата на апарати кои што се потребни во нашата болница за лекување, за дијагностицирање и лекување на нашите пациенти. Тоа се ехо на дојка, мамограф и магнетна резонанца. Тоа ќе биде етапно, секој месец ќе биде дониран по еден апарат, така да се надевам во 2-3 месеца ќе бидат комплет апаратите што треба да се донираат од Кувејска амбасада. Магнетна резонанца немаме, ќе биде прв пат донесена, а другите апарати, мамографот и ехо на дојка се, да не кажам, амортизирани, остарени се, така да ќе бидат обновени со нови апарати што со донацијата од Кувејт. Гевгелија и Струмица се меѓу градовите со највисока стапка на смртност од карцином на дојка. Последните информации од Институтот за јавно здравје говорат дека во земјава на годишно ниво умират околу 250 жени, а најголемиот број од смртни случаи се на возраст од 55 до 59 години. Во текот на вчерашниот ден медиумите сите објавуваат дека ивермектинот влегува во аптеките, каде што може да ги издаваат по рецепт по матичен лекар, односно супот од матичен лекар. Каква е сликата со ивермектинот и што всушност представува лекот од следниот прилог? Лекот ивермектин, кој помага за лекување на COVID-19, за неколку денови се очекува да пристигне и во струмичките аптеки. Утро во Струмичани веќе го бараат низ аптеките. Неофицијално денес е во Скопските, откако претходно ги поминал сите фази на одобрување на Министерството за здравство и Агенцијата за лекови и медицински средства Малмед, потврдуваат од Министерството. Контактиравме дел од фармацевските куќи во регионот. Велат дека денес го немаат лекот, ама очекувале во наредните денови да пристигне во одредена количина. Тој е набавен од производител од Турција, а малопродажната цена ќе му биде 299 денари. Овој лек може да се зема само со лекарски рецепт од матичните лекари или од лекар специјалист. Може да се употребува во домашно и болничко лекување и да се земе превентивно, исклучиво со лекарска препорака, доколку некое лице било во контакт со COVID позитивен. Од Министерството велат дека во повеќе клучни студии за неговата ефикасност кај COVID пациентите се во тек или нивните крајни резултати се уште не се публикувани во научни списанија, но прелиминарните резултати сугерираат дека ивермектинот има пол ефект во профилакса на COVID-19 кај експонирани лица, како и во терапија на пациенти со лесна, средно тешка и тешка клиничка слика. Во претходните изјави за медиумите и министерот за здравство Филипче зборуваше за употребата на овој лек. Студиите укажуваат дека лекот се дава во 3 сценарија. Кај ризични групи работници кои имаат ризик да заболат, втора група е кај луѓе кои биле во контакт со потврден заболен и нормално кај луѓе кои што веќе се заболени. Кај трите групи има различни индикации и дозирања, затоа е важно давањето да биде под контрола на лекар. Дека лекот од денеска ќе се најде во аптеките, вчера потврди директорот на Малмед Шабани. Лекот е стигнат во земјава, се прават последните процедури да се стави во промет и најверојатно од утре веќе ќе биде достапен. Цената на лекот ја определува Министерството за здравство. И последна информација во ова издание на ТВ Ординација, имајќи во предвид дека е прва во оваа 2021 година, на почетокот на годината
подготвивме прилог кој што зборува дека минатата година, 2020 година, сме ја започнале со енормно голем број на пациенти кои што биле регистрирани во Центарот за јавно здравје во Струмица со сезонски грип. Сликата оваа година, но и минатата цела календарска 2020 година, немавме регистрирано ниту еден случај кој што е позитивен на сезонскиот грип. Во продолжение прилогот кој што го подготвивме. На денешен датум минатата 2020 година Струмица е започна со 171 лице заболени од сезонски грип. Сукцесивно до крајот на март, оваа бројка на неделно ниво рапидно растеше, а Струмица после Скопје беше град со најмногу позитивни на сезонскиот грип. Годинава сликата е драстично поразлична. До денес во Центарот за јавно здравје нема регистрирано ниту еден случај позитивен пациент со инфлуенца AH1N1. Епидемиолозите немаат конкретно објаснување. Моменталната слика за сезонскиот грип за инфлуенцата ќе кажам дека е нула. Се уште од матичните лекари немаме пријавено ниту една пријава за инфлуенца. Зошто е тоа така, може само да претпоставуваме, еве, моje мислење, едни од мерките кои што ги даваме за инфлуенцата. Позитивни на инфлуенца од грип нема, ама позитивни од COVID-19 само во Струмица се 614 лица, а во Југоистокот 1074. Денес го контактиравме и директорот на Струмичката болница, кој се пофали со намален број на хоспитализирани лица. 20 од нив се на инфективно оделение, додека пак останатите 20 циркулираат на дневна болница. Монтажниот објект или модуларната болница кој се наоѓа во Струмичката општа болница се очекува деновивет да профункционира, да се растеретат преадаптираните амбуланти во болницата кои се лекуваат пациентите позитивни на ковид. Во Југоистокот модуларна болница има и во Гевгелија, која веќе е ставена во функција. Ова беше и последната содржина која што ја предвидивме за оваа ординација. Останете и понатаму на фреквенција на Канал Вис, следете на нашите фан страни на Facebook, како и на нашата официјална страна на интернет www.canalvis.com.mk. Се гледаме наредната среда.